Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме домашни папардели. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 200 грама брашно, 2 јајца, едно врзопче босилек, 50 грама путер и палента. За подготовка на овој рецепт користиме делимано тава за пржење и тава со рачки. Пастата е едноставна. 100 грама брашно и едно јајце по човек. Овде правиме јадење за двајца, што значи дека двојно ја зголемуваме дозата. Почнете да ги мешате брашното и јајцата со раце. Ќе ви треба малку време за да добиете тесто, но потрудете се јајцето да биде рамномерно распоредено низ брашното. Кога ќе ја добиете посакуваната густина на тестото, покрите го со целофан и оставете го да се излади во фрижидер 1 час. Извадете го тестото од фрижидер и оставете го да се загрее на собна температура. Така ќе биде полесно за размесување. Ако имате машина за правење паста, тоа можете да го сторите и без сукалка, но заштедете си околу 2 до 2.500 денари и расукајте го на површина попрскана со малку брашно. Вложете малку труд и потрудете се тоа да биде што е можно потенко. Земете остар нож или специјално ноже за паста и почнете да сечете долги ленти широки околу 5 см. Потоа ставете ги на чинија и покрите ги со палента за да не се залепат едни за други. Оставете ги да се исушат на воздух околу 20 до 30 минути. Сварете ги папарделите во зовриена вода со малку сол и маслиново масло, околу 2 до 3 минути. Свежата паста не треба долго да се вари, но запомнете дека таа продолжува да се вари дури и откако ќе ја извадите од водата. Пастата ја сервираме со едноставен сос од путер и босилек. Стопете го путерот заедно со исечканиот босилек. Ставете ја сварената паста и измешајте и спремни сме за сервирање. Сервирајте во чинија со малку рендано сирење или пармезано одозгора. Постојат многу различни италијански видови паста и луѓето мислат дека им треба машина за паста, но со овој рецепт можете да ја направите и без машина. Сакате да ја знаете тајната за добра паста? Добри јајца и добро брашно. И тоа е се. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели.